буква по буква, уште малце цело решение. Кокард. Кокарда. Па така е, Никола. Конечно стасавме до крајот и на втората скала. Зарем не се сетивте, толку многу букви ги се отворија. Натура, втората музика, третата историја, четвртата филм и ТВ, петата наука и шестата тема е географија. Историја. Историја бира Бенјамин. Ме изненадивте, да ви кажам право, со оглед на струката што сте одбрале, но ја сакате историјата? Па јас сакам. Так. Да ви откријам дека во темата историја всушност се кријат 10 прашања за познати фотографии. Се надевам дека нема да ви биде претешка темата, но и дека нема да брзате со пријавување, бидејќи за неточен одговор во оваа игра ви одземаме по 2 поени. Ајде да ги видиме нашите прашања и сликите. Еве го првото прашање. После која битка е направена оваа фотографија во која американците загубија 7.000, а јапонците 18.000 војници? Никола? Перл Харбор. Не, Иво Џима. Островот Иво Џима, чие име во превод значи сулфурно острво, е јапонска територија што 1945 година беше центар на борбените дејства на американските и јапонските воени сили. После 40 дена бомбардирање и борби гради во гради, островот конечно беше завземен. Фотографијата на новинарот на Associated Press Џо Розентал за подигнувањето на американското знаме на врвот од планината набрзо стана позната во целиот свет. Прашање број 2. Освојувањето на кој град руските војници го одбележаа со ова знаме? Берлин. Една од последните големи битки во Европа во Втората светска војна беше битката за градот Берлин во 1945. Во трката со американските воени сили, кој прв ке стаса до Берлин, советската армија предводена од генералот Жуков беше побрза и самата го започна нападот што траеше од 16 април до 8 мај и успешно заврши со истакнување на нивното знаме на зградата на Рајхстагот. Во борбата за градот Берлин загина 185.000 советски и 170.000 германски војници, а жртви беа и 152.000 цивили. Прашање број 3. На погребот на кој политичар беше направена фотографијата кога Џон Јуниор салутира пред државното знаме? Бенјамин се пријави прв. Џон Ф. Кенеди. Точно. Синот на убиениот американски претседател Џон Кенеди, малиот Џон Кенеди Јуниор, имаше само 3 години кога беше убиен неговиот татко. Фотографијата била направена за време на комеморацијата, кога малиот Џон салутирал свртен кон американското знаме. На фотографијата се и сопругата на претседателот Кенеди, Жаклина, ќерката Каролина и браќата Роберт и Едвард Кенеди. Прашање број 4. Ги препознавате Сталин, Рузвелт и Черчил. На конференцијата во кој азиски град беше направена оваа фотографија? Да слушнеме, Никола? Да пробам Јалта. Не, Техеран. Првата средба помеѓу Сталин, Рузвелт и Черчил, лидерите на најмокните 3 армии што за време на Втората светска војна предводеа борбата против силите на Оската, се одржа во Техеран, главниот град на Иран во 1943. После Техеран, лидерите на Советскиот сојуз, Велика Британија и САД се сретна и на Јалта во 1945 година, каде беше направен планот за конечна пресметка со Германија и Јапонија. Прашање број 5. Како беше името на цепелинот што експлодираше во 1937 година пред очите на новинарите и посетителите? Се викаше Хинденбург. Иако авионите се појавија уште на почетокот на 20 век, главно воздушно патничко превозно средство се до почетокот на Втората светска војна беа воздушните бродови цепелини. Германија во тој период располагаше со многу вакви летала, а нивна гордост беше цепелинот Хинденбург, што го носеше името на германскиот претседател. За жал, цепелинот експлодираше во 1937 година за време на слетувањето во Њујорк пред очите на многу новинари, камери и посетители. Прашање број 6.
Во која држава беше убиен големиот јужноамерикански револуционер Че Гевара? Во која, Бенјамин? Венецуела. Не, Боливија. Аргентинскиот револуционер Че Гевара беше символ на кубанската револуција. Списанието Таймс го прогласи за една од највлијателните личности на 20 век, а познатата фотографија, што и денес е актуелна кај младите во целиот свет, ја направи кубанскиот фотограф Алберто Диас. Подоцна фотографијата со ликот на Че Гевара беше прогласена за најпозната фотографија на светот и символ на 20 век. Прашање број 7. Конечно, во 1989 година падна Берлинскиот зид. Дали се сеќавате која година беше подигнат? – 1961. Зидот, долг 160 километри, го подигне источна Германија, со што градот Берлин беше поделен на два дела. Илјадници семејства останаа раздвоени, а западниот дел од градот беше целосно изолиран. Преминувањето преку зидот беше строго забрането, па повеќе од 100 луѓе го загубија животот во обидот да преидат од едната страна на другата. Символот на студената војна падна во 1990 година, а Германија повторно се обедини во една држава. Прашање број 8. Кој американски претседател положи заклетва во авион веднаш по атентатот над Џон Кенеди? Да слушнеме, Бенјамин? Ричард Никсон. Линдон Џонсон. Кога беше извршен атентат над Џон Кенеди, Линдон Џонсон беше подпредседател на САД, што значеше дека треба да ја превземе председателската функција веднаш после атентатот. Така уште во авионот со кој што беше пренесено телото на Џон Кенеди од Далас во Вашингтон, Џонсон даде заклетва и стана 37-миот председател на САД. На фотографијата во моментот на заклетвата во авионот е и сопругата на убиениот председател Жаклина Кенеди. Прашање број 9. Ова е последната фотографија пред да исчезне. Која беше првата жена пилот која го прелета Атлантикот? Која, Бенјамин? Емилија Ерхарт. Амелија Ерхарт беше првата жена пилот која сама со авион го прелета Атлантскиот океан, но истовремено беше и голем борец за женските права во периодот пред Втората светска војна. Таа постави многу летечки рекорди, а низина крајна цел беше да го прелета целиот свет со едно патување. Во тој обид во 1937 година, летајки на релацијата од Нова Гвинеја кон Тихиот океан, на незиниот авион му се загуби секаков траг, а истрагата не даде никаков плод. Да го видиме и последното прашање од третата игра. Јас имам сон. Ова беа зборовите кои ги изговори големиот борец за слобода на афроамериканците. Неговото име е, Никола? Мартин Лутер Кинг. Точно, можеби најпознатиот и најцитираниот говор на светот траеше само 17 минути, а го одржа големиот борец за еднаквост Мартин Лутер Кинг на 28 август 63 година. Во говорот што го одржа на скалите на Линколновиот меморијален центар во рамките на Вашингтонскиот марш, тој повика на расна еднаквост и толеранција. Следната година ја доби Нобеловата награда за мир, а беше убиен во атентатот во градот Мемфис во 1968 година. Во оваа игра по избор на тема од страна на Бенјамин, тој сепак не успеа да освои поени, а Никола има 2 поени помалку поради погрешни одговори. Знаем дека ќе им биде оваа тема тешка на двајцата млади надпреварувачи. Продолжуваме понатаму. Никола 16 поени, Бенјамин 12 поени, а ни останува до крајот на круг на знаење да одиграме уште 2 игри. Следува на буква на буква. Погодите поим што започнува на буквата Н, а времето почнува да тече од овој миг. Нема да одговарам јас, бидејќи за сигурно си сигурен. Така си користите тактика и не сакате да му оставите можност на Никола да погоди и да ви ги превземе 10 поени. Јас неодамна спомнав дека ова стана многу честа пракса. Многумина го користат, но секако имате право да одиграте и на тој начин, така да кажам. Ќе мора да почекаме да истечат преостанатите секунди. Уште 30 секунди имаме до крај. Па ќе видиме како ќе одигра Никола во 10 секунди.